Маж и жена у едно далечно село, що се вика на Господ зад гърбо. Си живеяле срекно, ама биле сиромаси. Жената си била домакинка, дома си чистила, си готвила, а мажо па си гледал стока и берал дърва у планината. Еден ден, како и секој друг пат, соберал си у пешкиро јадеенто, што му го турила жена му, јамнал си магарто и трегнал на дърва. Берал шо берал, уморил се од работа, па седнал да си почине. Одврзал пешкиро, најадел се, па подлегнал да се одморе. Таман задремал малко, тука поминал некој човек. Дърваро каздисало и тај му расторил дремката, па налутано го питал дека ќе оде. Тој малку се подисплашил и му кажал дека ќе оде у градо по работа. Дърваро много налютан му кажал оти ќе го заколе, оти много го налютил. Жалниот човек му се помолил: аман бе, пријателе, јас ништо не сум ти направил за да ме заколеш. Ај, пушти ме да си одам по пато, да си гледам работата. Арно, ама Дърваро ни дай ни придай да му чува молбите. Вика: јас тука сега ќе да заколям. Тука е гъста шума, никой нема ни да виде, ни да чува, ни да разбере шо сам се направил. А човеко па му вика: ама бе, пријателе, имај милост, не прави лоши работи, оти ако мислиш оти нема кој да те виде и да те каже, срцето ќе ти издаде. Тогај Дърваро погледнал у небото и почнал да се смее. Демек, как може срцето ка него воре да ти издаде? Фатил па го заколял човеко, го закопал и си уидел дома како ништо да не бидело. Жен да го пречекала како секоја вечер. Си вечерале и си легнале. Утредента, ка се разбудил од сон, прво излезал од дворо, погледнал у срцето и почнал да се смее. Дека се видело срце тајни да удава. Си постоял вонка да се порадува, оти нема кој да му го открие лошто дело, шо го направил, па си влизал дома задоволен. На другиот ден, па си излизал на дворо и се смеял на срцето, оти не може да му ја отдаде тајната. И така секој ден. Арно, ама, кога го приметила жена му, оти секоја саба или излева на двора и оти гледа у срцето и нешто говори и се смее, се замислила и решила да го пита шо говоре със срцето. Тој прво не сакал ништо да каже, ама жена како жена, сега копка шо права мажо, па излезе ли он, ја ти ја и не. Поминало много време и на човеко му досадило, па си кажал на жена му: ама обекјало ти нема на никој да каже и демек да не му досадува повеќе. Па и кажал да не кажува ни на мајка, ни на татко. Чунки таа тајна сам ја чувал с години, па са и она треба да си кјуте. Само они двојцата, маж и жена, ки си знаат. Жената се калнала, оти нема да каже на никој. Как ке се го издаде својот домакин, оти каков таков, с него ке си дочека крајо. Та толку години си поминаа заедно и лошо и арно. Тугај мажо и поверувал, па и кажал оти тугај и тугај. Ка бил на дрва у планината, заколял невин човек и оти тај човек му е кажал оти срцето еден ден ке го издаде, ако никој нема да виде кога го коле. И за това му режено, јас секој сабајле одах на дворо да го питам срцето кога и на кој ке ме каже. Оно си свете и си кјуте, а јас па му се смеем оти нема уста да одговоре. Па жена му била толку доверлива, шо едва и чекала да чува шо се случило, па трчаник, шо се вика, кај мајка й. Мамо, така и така, тај мој маж заколял човек. И кажала, ама на никој да не кажуваш. Арно, керко, и кажала мајката, ама едва и чекала да се стемне, да си дојде мажо и, па още на порта да го пречека и да му каже оти зето заколял човек. И самиот Дървар си го чуял маабето и утринта, кога останал,
Па излезал на дворо, погледнал на кај небото и кажал: на сеј сонцето ми издаде. И јас бех тама, и јас видех. И само уште една забелешка, приказната е снимена на 24 јули 2009 година во Струмица. Информатор Живка Великова, родена 1957 година во Велјуса, Струмичко. Има завршено средно образование. Снимил и дешифрирал Иван Котев, фолклорист од Струмица. Почитуван председателе на владата на Република Северна Македонија, господин Заев, почитуван градоначалнику на општина Струмица, господин Јаневски, почитуван председателе на Советот на општина Струмица, господин Даскаловски, почитуван секретаре, почитувани советници, драги пријатели, дами и господа, добро вечер и нека ни е честит денешниот ден. Големиот празник, денот на заштитниците на Струмица, Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. Нека ни е за многу години. Приказната што ви ја прочитав е една од 96 приказни во оваа книга која е предмет на наша вечерашна промоција. Вечерва ја промовираме книгата Араптази, македонски народни волшебни приказни од Струмица и Струмичко од Иван Котев. Оваа книга заслужува уште еден аплауз. Велам 96 приказни, а знаете ли колку страници има оваа книга? Има 530 страници. Замислете, 530. Тоа ме подсетува, Ана сигурно ќе текне, пред неколку години ја промовиравме неговата книга Мудрост низ вековите, која од прилика повторно имаше 530 страници. Повторно бевме во оваа институција и во оваа сала и замислете, двете книги имаат безмалку 1100 страници. Знаете ли колку е тоа? 1100 страници. Ајде малку да си поиграме. Ајде, например, јас и вие вечерва да броиме заедно од 1 до 1100. Ајде, 1, 2, 3, 4, 5. Многу е. Што е многу е. Број, не се добројува колај. Ама и броењето е тешко. Ама замислете, 1100 страници да прочитаме. 1100 страници, читај, ке докундисаш од читане, не бидува работа. Многу страници за читање. Но и тоа не е ништо, замислете, 1100 страници да седнеш и да напишеш. Ете, затоа делата на Иван Котев се капитални дела, драги мои, капитални дела кои остануваат како сведоштво на едно живење во Струмица, Струмичка, во нашава земја и на Балканот, се разбира. Ете, затоа Ана Витанова Рингачева знае да каже, вреди да се запрашаме, има ли начин да му кажеме благодарам на нашиот Иван Котев за големото богатство, за големото духовно богатство што не го има оставено во наследство. И навистина е така. Тоа таа го кажа како дел од рецензијата на една книга што пред тоа ја промовиравме, се викаше Турунџула Каравлашки, македонски епски народни песни од Струмица и Струмичко. Впрочем, Ана Витанова Рингачева секогаш, ама баш секогаш има полна уста убави зборови за животот и делото на Иван Котев. Така е и вечерва. Почитувани дами и господа, промотор и рецензент на книгата Араптази од Иван Котев е доктор Ана Витанова Рингачева. Благодарам. Повелете. Благодарам, Ѓорги. Зарем може поинаку? Освен полна уста убави зборови. Почитувам премиер, почитувам градоначалник, почитувани советници, дами и господа, сите мои сограѓани, ви посакувам добро вечер. Оваа сала, како што каже Ѓорги, памти настани кога во огромен број
се собиравме, да го, така малку метафорично кажано, да го натопиме нашиот залак од духовната храна, што малтене секој 11 декември штедро на трапезата ни ја дарува Иван Котев. Чествувајќи го култот на светите 15 ривиополски свештеномаченици, всушност истовремено со години наназад го чествувавме и зборот. И вечерва сме овде, иако во помал број, сепак тука сме. Тука сме кога со едно чувство на притаен страв некако се обидуваме да му паркосиме на злото, исто како во приказните. Кога ни се чини дека е невозможно, јунакот секогаш излегува како победник на мегданот со злото. Со своето дело, Иван Котев му дава на својот народ подстрек да стои простум пред зборот, што го храни неговото духовно и културно достоинство, тоа што најмногу ни треба секојдневно. И тоа е според мене највисокиот израз на родолюбие, на чист есенцијален патриотизам, на љубов кон сопствениот народ, кон сопствената земја и култура, што и дава смисла на нашата национална екзистенција и признание пред себе и пред светот за жилавоста на еден народ кој секогаш се кревал над историските урнатини. Секој еден народ живее и чекори низ времето, носејќи го со себе вредниот товар на традицијата, оставен се разбира во наследство од нашите предци. И токму преку традицијата, нашиот македонски народ се осознавал низ вековите, растел во сопствените, но и во очите на другите народи и станувал се повеќе станувал свесен дека е жител на светот, дека има што да му покаже на светот, дека има своја култура, своја историја и своја традиција. Што би биле ние денес без традицијата? Како би ја сочувале посебноста во време кога му се одрекува правото на другиот да постои, да го чува и да го негува своето духовно наследство оставено од предците? И она што историјата не успеала да го запише на своите страници, макар и на своите маргини, народот успеал да го запише во својата душа, успеал да го раскаже преку приказните, успеал да го испее во песните, да колне, да благословува, успеал да го каже преку пословиците и преку поговорките. Нашите предци од овој крај имале богат, раскошен духовен живот и имале свој свет, некако си го оградувале со густиот плет на традицијата. И така му паркоселе на заборавот. И токму тие, верувам дека и не можеле да бидат свесни дека знаењето што го носат во себе, во некоја блиска или подалечна иднина, ќе прерасне во општо човечко и културно богатство. Знаеме додека историјата кроела, прекројувала граници, туѓи окупаторски умови ја кроеле судбината на еден мал народ, токму тој народ, како што кажав, пркосел и пеел и раскажувал. И верувал, што е за мене навистина воодушевувачки преку приказните, верувал дека она невозможното да му се спротивставиме на злото, дека и не е така невозможно, како што јунакот во приказните секогаш излегува на крајот победник. Знаете, соочен со стравот, човекот станува творец. Тоа е неминовно така. Заради тоа што кога сме соочени со стравот, бараме начин како да ја побегнеме на смртта. Всушност тоа се лековите, тоа се вакцините, но тоа е и фолклорот. Заради тоа што таму е собран сиот страв на нашиот народ, што го носел со себе. И како пркос на тој страв, тој всушност го создавал фолклорот. И засолнет во полата на традицијата, тој барал надеж, таму барал утеха, но и подкрепа на мислата дека корените ни се многу длабоко приклештени и дека достигнуваат до некое митско, скоро незнаено време. И оттаму, како да оддекнува ехото на народниот пејач, кога ја слушате народната песна, со еден убав торжествен глас, како пее, пренесувајќи ја песната низ времето. А до него пак,
замислете, крсно заседнат народниот раскажувач покри топлото огниште, ја раскажува приказната на своите деца, на своите внуци со оној стереотипен почеток, некогаш во некое далечно царство си живеел некој цар. Обично така почнуваат приказните. Бескрајна е таа низа. Тешко се кине, долга е, силна е, на места е јазлеста. И кога под налетот на непријателската рака, онака се склопчувала за да ја сочува својата сила, да не се скине и да не ја уништат. Да остане цела, за денот кога, како што велеше Конески, ќе ви бараат тапија за имотот. Тоа се тие денови на искушение. Онаа тапија која што вие со векови ја имате од вашиот дедо и прадедо, заради тоа што ја знаете нивата, сте ја обработувале, секој грудче ви е познато. Меѓутоа, доаѓаат таквите денови на искушение. Ова книга, за која што кажа Ѓорги дека има многу страници, тоа е тапија од 500 страници, јас барем така ја гледам. 5 децении труд, 5 децении крстосување на струмичкото поле има внатре. 5 децении на 500 страници и повеќе од 500 страници. Книгата носи наслов Араптази. Тоа е приказната која што Иван Котев, првата приказна, што Иван Котев ја слушнал од својот татко Илија Ѓоргиев и ја запишал. Од тогаш до денес поминале 50 години. Од почетокот на 70-тите години на минатиот век до 2020-та година. Од друга страна пак мајката, неговата мајка Савета Котева, ќе му ги испее најубавите песни. Сега замислете, мајката е стожерот на домот и во овој случај повторно се покажува онаа неверојатна сила да го всади во срцето на децата она што никој друг не може со толкова љубов и посветеност да го направи, да всади љубовта кон своето, кон единственото и кон неоттугивото. И тука е сликата на големата мајка која што го носи домот со себе. Тоа е онаа фигура која што всушност ја носи традицијата како кров, за да не чува и да не закрилува и во најголемите невремиња. Нашиот Иван Котев покажува највисок степен на самосвест за значењето на народната традиција како единствениот и најсилен аргумент за постоењето и обстанокот на колективот. Остануваме занемени, и друг пат сум го кажала тоа, пред лицето на народниот раскажувач, пред оној трошен, мал, подгрбавен селанец, кој носи во себе неверојатно богат и раскошен дух. Пред оној селанец кој што со неверојатна меморија умее да ја раскаже приказната, да ја даде душа, да ја видоизмени, да направи варијанта, филигрански да ја доработи, малте не копаничарски да копа низ телото на приказната, за да му ја подари на слушателот и она што е најубаво да го натера да му верува. И јас бех там и јас видех, како што кажа Ѓорги, тоа е завршетокот на сите приказни и јас приказните, растев со приказните на мојата сега веќе покојна баба, меѓутоа неверојатно и верува во тоа што го кажуваше, иако ме фаќаше страв од сите тие ликови кои што се појавуваа во приказните. Насловот на книгата е симптоматичен, добив прашања што значи араптази, со Ѓорги разговаравме, Иван Котев исто така го прашуваат што е тоа араптази и верувајте, македонската фолклористика не познава таква народна приказна како што е араптази, и балканската, и светската, еве Иван ме надополнува, навистина е така. И не знам, ќе ни треба многу време за да сватиме колку сме посебни. Не е ова никакво нарцисоидно гледање на нештата, туку е аргумент кој што Иван го дава преку книгата. Символиката, всушност арапот е, ќе се обидам најпластично тоа да го објаснам, колективна фигура на меморијата. Така е во науката, во која што екзистираат споделени фигури на меморијата на Балканот. Значи, арапот не е само во нашиот фолклор позната фигура. Го има во балканскиот фолклор во сите народи и затоа тоа е споделено место на културната меморија. Не можеме ние да кажеме дека е македонски лик во македонските приказни. Меѓутоа, тоа е универзален архетип на злото. Така се дефинира. Арапот е зло, арапот е непријателот, тиранинот, странецот, арапот е стравот, болеста, војната, хаосот. Арапот е символ на нескротливото либидо,
на насилството, на мрачните енергии што ние луѓето ги носиме во себе и ги раѓаат сите оние мали чудовишта што дефинитивно ги имаме во нас, па се појавуваат како деструктивни сили кои што знаат да нанесат и лична и колективна несреќа. Но од друга страна, Арапот е архетипски праобразец на зло-доброто. Заради тоа што преку неговото постоење, како опозит, како противтежа на злото, се појавува онаа потреба на човекот да се бори против него. Потреба, значи човекот ги пушта во погон сите своји механизми за да ја издвојува победата над злото и да победи доброто. Што значи преку овој архетип од човекот излегуваат најпозитивните нешта што ги носи во себе, а тоа е да се постигне доброто во една или во друга форма. Во приказните најчесто јунакот стигнува до невестата, до она што е на иницијацискиот чин. Всушност Араптази е одраз на она примордијална представа за доброто и за злото, и тоа е оној архетип, сите ние го носиме во нас, а го носиме во наследство од нашите прародители. Само краток извадок. Има една приказна која што е многу симптоматична со древен стар мотив, Детто јунак и Арапино. Сега на струмички ќе оди. Живеале си маж и жена. Имале едно машко дете. Умрел мажо и останала сама жената со детето. Растело това дете и станало ергенче. Маж на 18 години. Ергенче за мерак. Многу силно дете. Арно ама, жена като жена, мајката през това време се залажува со еден Арапин. И еден ден, детето ка се бајнало, Арапино забележува оти на крајте имало 3 влакна. У тие 3 влакна била силта на детето. Многу било јуначиште, било големо јуначиште. Арапино многу се уплашил. Шо ќе направа? И кажува и на мајката. Ке та земам, ама го убииш детето. Ке го праташ, вика, у една гора што се отвара и затвара да ти црпне вода. Демек лошото и на тебе, ке ти црпне вода за да оздравееш. Така започнува оваа приказна. Меѓутоа, зошто го читам баш овој извадок? Заради тоа што има една погрешна теза кај нас, дека сказните не треба да им се читаат на децата, заради тоа што оние слики кои што се среќаваат на сечење на тела, родителите си ги оставаат децата во шума и слично, оние, така да кажам, лаички кои што настапуваат, велат дека предизвикуваат траума кај детето. Апсолутно не е, тоа е апсолутна невистина. Во сказната, јунакот, особено машкото дете, еве гледаме народниот раскажувач вели, на 17-18 години е детето, значи во онаа возраст кога преминува од една фаза во друга, го поминува сопственото полово созревање со тоа што сите пречки во животот мора да ги совлада за да стигне до сопствената среќа. И приказната е на некој начин тоа, го праќа јунакот во животот, во реалниот живот во кој што ништо не е розово, туку се што се постигнува со преминување на пречки, во кој што најчесто пречката е Арапинот или архетипот на злото. Волшебните народни приказни се најколоритните, најбогатите мотивски, најраскошни единици на фолклорот. И убаво е што нашите предци го правеле тоа сосема спонтано, сосема природно, без некоја претходна рамка, без некоја претходна шема. Природно им се наметнувала потребата да посакаат само за момент да го напуштат реалниот свет. И реалниот свет го подразбира оној тежок и макотрпен живот и да заминат во светот на фантастичното и seможното. Замислете во долгите ноќи на месечева светлина кога жените пределе, ткаеле, лупеле пченка, диплеле тутун и така натаму, всушност стравот од сите зли сили околу нив, стравот од демоните, од вампирите во кои што навистина верувале, ламјите го канализирале на тој начин што истите тие надприродни суштества ги правеле ликови во сопствените приказни што ги раскажувале. И кој знае, не знам, можеби на тој начин си обезбедувале мир, спокојство, како да сакале да го исчистат сопствениот простор од таквите нечисти сили и да обезбедат и за себе и за заедницата спокојство и мирен живот. Приказните патувале заедно со луѓето, нив ги пренесувале трговците, занаечиите, војниците и ги пресоздавале на тој начин што приказните денеска фактички ни обезбедиле континуитет низ времето. Книжевноста, народната, уметничката, нема сила да го преобрази светот. Тоа е една апсолутна вистина.
но затоа може да изврши влијание врз поединецот, да го промени сопствениот светоглед. И во тоа е човековата индивидуална несреќа, нашата индивидуална несреќа, да мораме сами да ги проживееме сите лични, но и колективни несреќи. И токму таквите наши лични борби на поединецот, народот ги преточил во сиже, во приказна, која што на неверојатен начин патува и стигнува до секоја точка каде што човекот пуштил нога. Реков, сказните се најкраткиот пат до нашата подсвест, до нашето несвесно. И тоа се сите наши потиснати стравови. Ова е чиста психологија и навистина е така. Сите преживеани тегобни, животни искуства, нашите радости, очекувања, борби, се е таму. Само треба правилно да се дешифрираат. Јазикот и книжевноста имаат своја меморија, тие памтат и го памтат сето она што ние, трошните, разулавени од секојдневните животни стихи, забораваме. И на крајот, со оваа книга на нашиот Иван Котев, македонската фолклористика добива референца, која што на виделина ги вади блескавите бесценетости кои што ги крие струмичката почва. Јас мојата рецензија нареков сказната како артефакт и стојам за тоа. Заради своите оригинални фолклористички единици, заради зачуваниот автохтон убав струмички дијалект, оваа книга е навистина грамадна. Затоа, Араптази ја ставам во редот на најголемите потфати на македонската современа наука. Подвигот на Иван Котев многу одамна ги помина границите на локалното и на регионалното и влегува во фаза на унифицирање на културните добра. Навистина ќе си го поставиме прашањето, има ли начин да му се заблагодариме? Јас само можам да кажам, ама наискрено од дното на моето срце, дека навистина сум горда што сум негов современик и за да му се одолжиме, во 2021 година, април или мај, знае градоначалникот, ќе се организира научен симпозиум кој што ќе биде посветен на 70 години постоење на Институтот за фолклор Марко Цепенков и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев. Му честитам од срце, ви благодарам. Ана заборави и 80 години живот. А тоа може и да биде сосема неважно. Апсолутно. Ете, слушнавме дека дел од приказните поместени во книгата Араптази, македонски народни волшебни приказни од Струмица и Струмичко од Иван Котев, се приказни кои Иван Котев ги слушал како мал, како сосема мал од својот татко, од својата мајка. И замислете, можете ли да замислите како тоа изгледало? Тие биле 8 деца, 5 машки и 3 женски. Зимно време се стемнува во 4 часот. Што ќе се прави? Ќе се заспива, се разбира, хајде уште од 5-6 часот мора да се спие. Наредени едно до едно, 8 деца, и за да спијат мора да им се раскажува приказна, нели? Ти се раскажуваат тие приказни, децата полека заспиваат, ако некој случајно не заспе, сега предпоставам, јас си правам некакви филмови, Иване, таткото или мајката ќе каже, спи оти Араптази ке ти дојде, така ли? А Араптази бил страшен лик, луѓе. Цицал од мајката до 25 години. Замислете. Или кога ќе го фрли буздоганот нагоре, тој не се враќал со часови надолу, така ли, на земјата. Ете, тако била Араптази и мора да заспеш. Така, неколку од тие приказни Иван Котев ги слушал како мал, но голем дел од тие приказни се приказни од негови информатори. Во сите овие изминати 50 години истражувачка и фолклористичка дејност, нели? Меѓу нас е еден од тие информатори, тоа е Ацко Костадиновски, кој ни доаѓа од селото Собри. Господин Костадиновски, повелете. Микрофонот е ваш.
Може и без Добре маска. вечер на сите. Јас ќе ви кажам една приказка од дедо ми што ми ја кажувале. Се вика приказката Санџак Манџак. Си имало некое време, татко и син сиромаси и синот рекол на таткото: тате, оди стројник на царската керка. И таткото отшол кај царот, се поклонил: честити царе, јас сум стројник за мојот син. Ако може да ни ја дадеш керката, ќе ви ја дадам ако научи да игра Санџак Манџак. И таткото отшол кај синот и со синот тргнале низ светот да барат учител за Санџак Манџак. Оделе многу денови, се измориле и седнале под некоја сенка на некој бунар. И таткото кажал: о, што ово се одморив под ова сенка. И од бунарот излегол еден арапин. И му рекол на тато: што ме викаш? Не те викам, јас си кажав о, па јас се викам о. Кај одите, што барате? Ние бараме учител за Санџак Манџак, може да ни помогнеш? Па јас сум тој учител. Ако е така, може ли синот да ми го научиш да игра Санџак Манџак? Ќе го научам за 3 лири, дојди до година, земи го. И кога се свалиле долу во бунарот, ово имал арапинот една керка, керката го бендисала, детето ти било лично и го викнала детето еден момент и му рекла: дојди да видиш во ова соба што има. Кога ќе ја отвори собата, имало само еден ченгел слободен и му рекла: гледаш ли овие луѓе тука сите, што се мртви, забесени, кој за уво, кој за јазик? Овој ченгел тебе те чека. Ако кажеш, кога те учи татко ми, знам, и тој тебе ќе те погуба. Тој не сака да го знае никој неговиот занаед. И така ти секогаш ќе викаш не знам. И почнал да го учи арапинот детето. Како беше ова, не знам. Како беше тоа, не знам. Поминала годината, дојдел тато, го побарал арапинот и арапинот му рекол дека ништо не знае ова дете. Си го земал детето, му платил 3 лири и по патот на кај дома виделе некои ловџии како одат и детето рекло на татко: јас ќе се претворам во загар, куче, тие ќе сакат да ме купат, само ти да не го дадеш јажето, огламникот. И така ги пристигнале тие ловџии и го прашале таткото: го продаваш ли ти ова куче? Го продавам. Колку? 5 лири. Ама не го давам огламникот. Ние ќе си купиме синџир, тоа е убаво куче. И го пуштиле кучето, тоа право потерало некоја лисица, ловџиите по него, а детето од лисица, од загар се претворило во дрвар и тие кога го виделе дрвот, прашале: кај отиде ова куче? Еве по ова патека натаму. Детето се претворило пак во дете, си отшло кој татко му и утре дента било пазарен ден, сабота. Татко, јас ќе се претворам во овен, ќе ме носиш на Ајван пазар. Барај колку што сака, само немој да го дадеш огламникот. И прв миштурија дојдел арапинот, го препознал овенот дека е тоа детето неговиот ученик и го прашал таткото: што е ова ован? Го продаваш ли? Го продавам. Колку? 10 лири. Ама не го давам јаште, јас купувам со се јаже. Го земал, му платил и го носи дома. Го викнало девојчето: држи го, јас додам да го земам ножот, да го заколам овој овен. Девојчето го видела овенот како солзи му течат и така му рекла: што чека, земај, полет, удри ме со роговите, претвори се во пиле, избегај. И така го ја удира со роговите, летнува, се претворува во пиле, доаѓа таткото: кај е овенот?
Татко се протвори во пиле, излета, ми избега. Претвори се во сокол, фати го. И така тој се претворил во сокол, трчал, летал уствари по него, за да го стигне, ама пилето право во царскиот оджак и на керката застанува на главата како цвеќе, едно убаво цвеќе, китка. И во тој момент Арапинот пристигнува, се претворува во човек и оди кај царот: честити царе, твојата керка има на главата една китка. Може ли да ми ја дадеш таа китка? Колку пари сакаш ќе ти дадам? Царот отшол кај керката, ја побарува китката. Царста керка му рекла на татко: и татко, ова китка ми ја даде Господ, јас не ја давам ова китка, и колку пари сакаш, не ја давам. И оди царот кај Арапинот, кажува дека не ја даде, ама таа година била сушна година. Арапинот му рекол: ако заврнам дош, ако направам по линијата да се навадат, ќе ми ја дадеш ли, ќе ти ја дадам. И таа ноќ, цела ноќ врнело дош, и утредента оди царот, сака да ја зема китката со Арапинот, насила од главата, да ја скине од главата, ја фаќа китката, китката се претворила во жито, во просо. Во просо, и едно зрно од просо влегло во џебот на царот. А Арапинот се претворил во квачка со пилење, да го исколва, да го ичопка просето, да го изеди детето. Ама од џебот тоа зрно се претворило во лисица и ја изедува цела квачка со се пилење. И во тој момент се претворува во дете и му кажува на царот: честити царе, еве ја твојата желба, јас го научив твоето школо што го сакаше Санџак Манџак. И така му ја дадол керката и направиле убава свадба. Толку. Ви благодарам многу. Тук си и твоите приписи. Вака, благодариме господине Костадиновски. Дури ја следите вечерашната промоција. На видеобимот гледате екранизирани приказни, повторно сувирани од Иван Котев. Сценариото за овие приказни го напиша Иван Котев и Сузана Мицева, а се во продукција на Сдруженијето Сцена и ТВ каналот ВИС. Ете, слушнавте едно од многуте приказни, ете така заспивале децата на времето, отинели, немало струја, а замислите, немало ни интернет, ни интернет, ни Фейсбук, ниту телевизори. Ете така, затоа заспивале многу рано, но мене никако, ама баш никако не ми излегуваат од глава оние 1100 страници. Замислете сега Иван Котев да тргне овде од Центарот за култура Антон Панов по патот и на секој чекор да си стави по една страница од овие 1100 страни. Само во 2 книги, замислете. Не да биле, кај што беше директор и учител, робово ке го фати, кај што е роден. И тоа само од 2 книги. А тоа има уште 11. Кај се уште 11? Банско, та дури Беласица угоре ке фати. Но ова не ви го кажувам за да ве насмеам. Ова ви го кажувам за да ви докажам колку навистина вреди трудот на Иван Котев. Оти секоја негова книга не тежи колку што тежи. Тежи секоја приказна во неа, секоја песна во некоја друга книга, секоја поговорка, секоја пословица, секоја народна умотворба. Ете, се враќаме по тој пат назад, да му дадеме збор на човекот кој 50 години од својот живот, половина век од својот живот потроши за својата најголема љубов. Нека ми прости неговата сопруга, но тоа е неговата најголема љубов, фолклористиката. Збор има Иван Котев. Почитувани пријатели, почитувачи и любители на убавиот збор,
драги сограѓани, роднини и пријатели, сите вие кои сте тука под сводовите на овој храм на културата, ве поздравувам и ви благодарам што сте овде и активно учествувате во промовирањето на книгата со сказни Араптази. Користам прилика да ви го честитам на и празникот. Нашите защитници сте 15 тивирополски мъченици и да даде Господ и друга година да се обереме тука по некој сличен повод и во ваков состав, без маски и вместо 20-30 да има 300-350 човека, како што е имало и другите патове. Промоторката доктор Ана Витанова Ринкачева во една навистина силна инспиративна реч го кажа своето. Ана, јас ти благодарам. На мене ми останава само да се заблагодараме и да редам зборови на благодарност. Искрена благодарност кон нашиот премиер, господинот Зоран Заев, кој ни удостои со своето присуство и збогати нашата промоција. Благодарност кон градоначалникот на општина Струмица, господинот Коста Јаневски, за соработката и разбирањето околу реализацијата на бројните проекти. Благодарност искажувам и на Советот на општина Струмица и председателот на Советот Маријан Даскаловски. Голема благодарност до Министерството за култура на Република Македонија за финансиската подршка околу реализацијата на овој проект. Искрена благодарност до Националната установа за уметност и култура Антон Парнав од Струмица и до вработените во установата, особено до директорот Ванчо Ристов Патриков, кој се внесе целиот во овој проект и во буквална смисла на зборот го возможи печатењето на оваа убава книга. Јас од душа и срце му благодарам. Голема благодарност на сите информатори кои ми раскажаа и кажаа бисерни приказни, на моето семејство за разбирањето и помошта во работата, на доктор Ана Витанова Рингачева за раскошната рецензија и прекрасниот и езгровит промотивен говор, на господинот Никола Д. Сарајлија Македонски за умешното уредување на книгата, на господинот Ѓорги Калајджиев за вонсериско водење на промоцијата, на илустраторот на корицата Александар Филев, на Иван Бозов за преводата корица, на Владко Филчевски за помошта околу подготовката на материјалите, на почетниците графосерев од Струмица и на сите оние кои на еден или друг начин дале свој прилог околу обликувањето на книгата. Благодарност до медиумите, во прв ред каналот Виси, другите кои се овде, кои допринесуваат да оваа промоција да продре низ светот. Благодарност до фоторепортерите кои го овековечуваат овој момент. Ако некој заборавив, нека ми прости. Јас право да ги поздравам гледачите на вашите медиуми и да кажам дека оваа книга е плод на 50 годишно макотрпно собирање, дешифрирање, средување и печатење на оваа убава книга со македонски народни волшебни приказни, исклучиво од Струмица и Струмичко. Тоа се оригинални приказни, запишани лично од авторот, од мене, и нема позаимување од други извори. Книга со приказни во кои се содржат оригинални мотиви, од кои некои дури ги нема и во светската литература. Јас сум многу среќен што вечерва ја обзнаневме мојата книга Араптази, зборник од волшебни македонски народни приказни од Струмица и Струмичко, која содржи 96 приказни на 530 страни и ќе представува едно многу убаво, свежо и навистина корисно четиво и за децата и за возрастните.
да се направи една книга не е лесна работа. Тоа бара макотрпна работа, макотрпно залагање, напати и до досно во ноќта до 2-3 сата работа, меѓутоа еве ова се исплати и книгата го види белиот ден. Па навистина е тешко да ви кажам, оваа година, ако не беше директорот на Домот на културата Ванчо Ристов Патриков, и веројатно и оваа година не може да издадам 5 години барам едно по друго средство од Министерството за култура, секој пат бев одбиван под мотивација непропознаелен национален интерес, а во приказните нема ни нации, нема ни држави, дури нема ни имиња на главните актери. Ретко се среќава Цариград, Истанбул, чат-пат Солун и во помодерните приказни ќе се каже некој топоним кој што во една постара верзија веројатно не е ни постоел. Значи, тешко е да се издаде, меѓутоа еве сепак се, ако е човек страплив и тактичен, ако си работи, успехот на крајот ќе биде награден. Еве, тоа е доказ, мојата книга Араптази, на замашен број страници, во која ќе представува интерес за науката, за лингвистиката, за јазичарите, па ако сакате и за историчарите, за сите слоеви од науката на нашата убава земја. Спонзор немам, исклучиво е дело на Министерството за култура. Не знам да барам спонзори. Издавач е Домот на култура од Струмица, односно Националната установа Центар за уметност и култура. Јас мислам, тоа е капитална работа на која што треба нашите врвни и политичари и научници да обрнат посебно внимание, бидејќи народното творештво, фолклорот е фактички рожба на народниот дух, на нашиот народ, од сите слоеви. Приказните се кажували и во овчарските колиби по планините, и на нивите во полето, и во царските палати, и во трговските центри, кај што се нашол човек што знае да каже приказна, тие се кажувале, се пренесувале од колено на колено и така допреа до нас, ние да ги ставаме меѓу кориците и да останат во аманет на нашите деца, на нашите внуци и на нашите правнуци. Да знаат дека оваа земја имала раскошни духови, имала паметни луѓе кои знаеле да напишат, кои знаеле да кажат и да прераскажат. А тоа е голема работа. Секој не знае да кажува приказни, бидејќи тоа е една вистинска уметност. Имам соберено илјадници, јас не може да ги избројам. Имам сигурно преку уште 200 приказни, имам сигурно уште 1000 песни, имам сигурно уште 20.000 поговорки и пословици. Тоа е едно огромно богатство кое што треба да се обзнане. Сега работам на љубовните народни песни од Струмица и Струмичко, кои се исто така обимен број. Работам на поговорки и пословици, што ќе биде втор дел на мудроста на вековите. Имам песни за празниците, за обичаите, така да имам работа, имам материјал моментално за уште 3 песни. Да кажем, готова ми е книгата со песни од Првата светска војна. Тоа е помала книгичка, не требат големи средства, меѓутоа рака не стига да ги објавам, а сакам да ги објавам бидејќи се многу интересни и се уникатни. Првата песна имам запишено на 13 јануари 1970 година во село Босилово, а ми пееше Тодор Митов Донев. Првата приказна ја имам запишена 71 година во Дражево од Ѓурѓе Ѓузелова. И од тога и наваму постојано си работам, запишувам. Најновите записи ми се од 2020 година, направени во паркот во Струмица. Се чувствувате ли како современ Марко Цепенков? Па јас се чувствувам како Иван Котев. Марко Цепенков ми е навистина идол, тоа бил еден голем гений, голем човек. Тук би ги додал и браќите Милдиновци, Шапкарев и другите, кои што го дале дури својот живот, собирајќи народни умотворби, кои што се показ и доказ за духот на нашиот народ.